Јас ви спомнав минатиот пат кога зборував дека денеска сакам да зборувам за она колку ќе платиш за да не направиш нешто. Или колку си спремен, која цена си спремен да ја платиш за нешто да не го направиш. И првото кој ќе ми текне за оваа работа, за оваа тема е следното. Овие ефтините авиокомпании, буџет авиокомпании. Не знам колку од вас летале, ама првиот пат кога летав јас беше EasyJet во тоа време. Те само што почнаа да работат и викаш ќе летам за 15 евра од таму до таму. Беше во Англија, стари, од едно место до друго за 15 евра, 4 пати помалку беше од колку возот што ќе ме кошташе. Со цела радост отидов си ја купив картата и одеднаш сватив дека има скриени трошоци. Скриениот трошок е дека аеродромот не е секој пат аеродромот кај што мислиш дека ќе си, туку е негде на друго место. Кој ќе ви кажат Лондон, не е Лондон градот, туку е Лондон Лутон или Станстед. А тие ви се 70-80 км од центарот на Лондон. Не се баш во центарот на Лондон. Кој ќе ви кажат Франкфурт, ако не прочитате Франкфурт Хан, ќе патувате уште саат и кусур со автобус. Кој ќе ви кажат Минхен, не е Минхен, туку е Меминген. Ефтен подалеку. И многу е ретко таму да слета кај што го очекуваш дека ќе слета. Авион. Што значи тоа? Тоа значи дека имате екстра скриен трошок дека стасат од таму кај што сте сакале, до кај што треба да отидете. Не е само тоа. Следното нешто е ќе сватите дека немате багаж, дека само со читка за заби можеш да патуваш, дека ако платиш нешто повеќе почнува да се трупаат работите и стануваат страшно скапи. Скриената цена некој пати не се гледа. Јас гледав цена, требаше од Скопје да стигнам до Белфаст и изгледаше дека со EasyJet, дека ако летам со Визер од Скопје до Лондон и после од Лондон си фатам, локална авиокомпанија и си летам до Белфаст и назад, ќе испадне за околу 140 евра поевтино од колку да си фатам нормална некоја рута. Изгледаше супер дека не свати дека хотелот ќе ме кошта 205 евра, оти мора да преспием. И одеднаш сваќаш дека не е толку ефтино. Многу работи во животот си носат скриена цена што не ја гледаме на почетокот, која треба да се плати. Се е ефтино, џабе е дека не треба да го купиш, и кога ќе го купиш сваќаш дека нешто овде не е секако што треба. Еден таков човек во Стариот Завет свати една работа која ние често пати ја сваќаме денеска, ама и он не свати на погрешен начин. Тоа е Јона. Нема да читаме цела книга четврта од Јона, ќе читаме само еден мал дел од неа, само првата глава. Вели вака. И би словото Господово до Јона синот Аматиев. Стани и оди во Ниневија, град голем, и проповедај во него зашто неговите лоши дела стигнаа до мене. А Јона стана за да избега во Тарсис од лицето Господово. Слезе во Јопа, каде што најде кораб што плови за Тарсис. Па откако ја плати возарината, влезе во него за да избега со него во Тарсис од лицето Господово. Но Господ подигна силен ветар на морето и настана голема бура така што коработ за малку ќе се разбиеше. Морнарите се уплашија и повикаа секој кон својот бог, па почнаа товарот од коработ да го фрлаат во морето за да му се олесни. А Јона беше слегол во дното на коработ, легнал и длабоко заспал. Тогаш дојде при него капетанот на коработ и му рече: "Што, ти спиеш? Стани и повикај кај твојот бог, можеби ќе се сети на нас и ние нема да загинеме." Па си рекоа еден на друг: "Да фрлиме жреб и да видиме поради кого не снајде оваа беда." Фрлија жреб и жребот падна на Јона. Тогаш му рекоа: "Кажи ни, заради што не снајде оваа неволја? Со што се занимаваш и од каде идеш? Каде е твојата земја и од кој народ си?" Тој им рече: "Јас сум евреј. Го почитувам Господа Бога на небесата, оној што ја создаде земјата и водата." Замислете ги морнарите, еднаш вика: "Богот кој ја создаде водата, него му служат." Тогаш луѓето се уплашија многу и му рекоа: "Зошто го направи ова?" Оти тие узнаа дека тој бега од лицето Господово, како што тој сам им беше кажал. И му рекоа: "Што да направиме со тебе та морето да стигне за нас, бидејќи морето се брануваше?" Тогаш тој им рече: "Земете ме и фрлете ме в море и морето за вас ќе стигне, оти знам дека поради мене се крена оваа бура." Луѓето потоа се трудеа некако да се приближат до сува, но не можеа, бидејќи морето се повеќе беснееше против нив. Тогаш повикаа кон Господи и рекоа: "Те молиме, Господи, да не загинеме поради душата на овој човек и да не бидеме одговорни за невина крв, зашто Ти, Господи, си направил како што Ти е Тебе угодно." Па го зедаа Јона и го фрлија во морето и морето престана да се бранува. Тогаш луѓето се уплашија многу од Господа, му принесоа на Господа жртви и се заветуваа. Ова е еден многу интересен текст. И целото време се прашуваме зошто всушност Јона почна да бега.
сме го слушале ова многу пати. Не е ова ништо ново и затоа сакам само да повториме неколку работи што мислам дека ќе ни помогнат појасно да го сватиме ова. Јона доби позив од Бог. Неспорно беше. Јона знаеше дека повикот е вистински од Бог. Не спореше. Нигде не гледаме тука да се праша, абе Господи, стварно ли е од тебе ова или не е од тебе оваа работа. Ама она што Бог го побара од него, не беше нешто што Јона сакаше да го слушне. Пораката што Бог му ја даде, не беше таа што тој сака да ја чуе. Имаше две причини таму. Едната беше емотивна, едната беше теолошка. Ама сакам да го погледнеме текстот едно по едно, за да видиме каде стоиме за оваа работа. Затоа ви ги спомнав две. Првото беше ова. И би словото Господово, пазете, Бог го повикува синота Матија, стани оди во Ниневија, град голем, проповеде во него, зашто неговите лоши дела стигнаа до мене. Оди во Асирското царство му вика, во империјата која не ти лежи. Луѓе кои се лоши, луѓе кои се проблематични, луѓе кои не ги сакаш. Не му рече оди на најлесното место, не му рече оди на најубавото место, оди таму каде што не сакаш, каде што нема да се пријателски настроени кон тебе. И она што ќе го направиш ќе им кажеш, грешни сте. Ај што требаше да оди таму, втората беше уште полоша. Треба да ги соочи со нивниот греф. Ај ставете се во негова кожа. Да не зборуваме цело време против него, ама ставете се во негова кожа. Ставете се да ве ставам сега на место кај што не ќе додите, да разговарате со човек што не ќе да зборувате, и кажам, моди, разговарај со него, реши си ги проблемите. И оно што си го направи, беше оно што веројатно секој од нас ќе го направи како прва реакција. Реши да побегне. Фала многу, многу добар повик за некој друг и се тргна. И затоа не вика тука Јона стана, за да избега во Тарсис од лицето Господово, слезе во Јопа, каде што најде кораб, што пловеше за Тарс. Многу е тешко да кажеме каде е Тарсис денеска. Некои тврдат дека било во Шпанија. Може би, не знам. Имате неколку таму мислење за таа работа. Ма како и да е, сакаше да отиде најдалеку што може. Купи карта за Нов Зеланд. Од тука, подалеку, мислам, подолг лет нема. Од Скопје, јас барем колку што знам. Реши да оди натаму. Беше многу далеку. И поентата тука на текстот што е напишан е да ни каже дека Јона не чекаше. Јона не размислуваше. Јона не се допраша до никој, туку кога го чу повикот, вика има ја да му е летно за никој да не ме најде. И отиде право на пристаниште, каде е најдалеку што оди брод, таму се качувам на него и си одам. И си ја плати сметката. Овде ни кажува текстот од како ја плати возарината, влезе во него. Не беше џабе. Не беше поента да дојди, влези, ние ќе те однесеме каде сакаш, се е без пари, ти многу те сакам. Ај што бега од лицето Господо, спремен и цена да плати за тоа. Јас ќе платам за да побегнам. И причината, пак ќе речем зошто бегаше, беше двојна. И затоа ги спомнав. Емоционалната и теолошката причина. Она емоционалната, знаете, кога треба да направите нешто што не сакате. Нешто што го одложувате цело време, знаете оти треба, знаете оти мора, ќе подголтнете, ќе се стегнете, ќе патите, ама не го правите и мислите дека ќе го снема, само затоа што не се соочувате со тој проблем. Нема да се снема, нема да го снема. Сте го чули она изрека, времето лечи се. Ако беше така, луѓето немаше да одат во болница, ќе си седнеа насамо и како ќе помине времето, ќе се излекуваат. Ама така не се случува. Кога има проблем, кога има тешкотија, мора да се соочиме. Едната беше емотивната. Не ми прави кефова, не смеам да го направам, проблеми ќе имам. Втората причина беше теолошка. Ќе видиме зошто беше теолошка таа причина, ама ќе почнеме прво од емотивната. Првото што ни се кажува тука беше дека луѓето беа зли. И јасно му беше ставено, не му беше кажано оди да видиш какви се. Може би да тргне, да каже ајде да проверам, ако е дворе, ако не чини, ќе заминам. Кај луѓето кај што ќе одиш, ќе бидат зли. Имаше еден друг пророк во Стариот Завет, ќе се сетите ли кој беше кога рече еве ме Господи, јас ќе одам? Ви текнува? Ви текнува Исаја. И Господ знаете што му рече? Нема проблем, ќе те пуштам, ама ќе проповедаш и нема да те слушаат, ќе им кажуваш и нема да ги интересира тоа што го збори.
ти ќе си кажуваш, ти ќе си зборуваш, години ќе поминат, ништо нема да се смени и после ќе стане полошо. Ама нема проблем, чим сакаш повели. Ќе ти го дадам. Овде беше спротивното. Бог му вика, ќе одиш, ќе ти биде тешко уште во старт, да знаеш што ќе се случи, он вика, а фала, нема да. Ајде да се вратиме на мене и на тебе. Кои места се тие кај што не киш да одиш да седнеш, да разговараш? Кои се тие луѓе со кои не киш да седнеш очи во очи да кажеш, чекај, знамо ти си зол, знамо, нема да му кажеш можда знамо ти си зол, знамо ти си лош. Ама ќе му кажеш, знамо ти ние не се трпиме, знамо ти има проблем, ајде да седнеме да го решиме. Ајде да видиме, јас сакам да ти го пренесам уште повеќе Божјиот збор. Не беше само да отиде и да каже лоши сте, грешни сте, како не ви е срам, пријатно одете си. Туку требаше да го пренесе Божјиот збор, зошто? За да се покајат. Сите ние имаме луѓе за кои викаме со него не правам муабет. Имаше една цела таква група луѓе вчера на плоштад. Што сака да се гордеат со нешто за кое сите ние велиме дека е греф. Спремни сме да отидеме и да кажеме, ајде да седнеме да разговараме. Спремни сме да седнеме да кажеме, ќе заборавам на тоа, сакам да зборувам со тебе. Да отидеме таму, каде што луѓето не сакаат да бидеме. Каде не сакаш да бидеш? Овде вика беа зли луѓе, можда непријатни, некако нас. Јас пораснав во семејство каде што алкохол не се користеше. Пораснав во семејство каде што прв пат кога отидов на 18 години во војска, јас за прв пат видов пијан човек. Тоа беше пијан другар мој, другарче со кој добро се спријателив, јас прв пат го видов пијан. И неколку пати мораше пијан да го влечкам од таму кај што бевме, кај што ќе седневме во град, да го извлечам до касарната. Прв пат во живот се соочив со такво нешто. Се немав соочено. Најреално го зборувам. Сите во животот ќе се соочиме со некои работи за прв пат, што не ни се допаѓаат, што не чинат. И нашата првична реакција е бунт, револт во стомакот, нешто ти вика, не ќе да е ова, нарно, не сакам со ова дел ништо, бегам подалеку. Ама што мисле, зошто се чувствуваме така? Има две можности. Едната е можеби страф. Во стилот, не знам како да се справам со оваа ситуација, не знам како да се соочам со неа. Ама има една друга ситуација, една друга страна каде што ти и јас мислиме дека сме многу посупериорни од нив. Мислиме дека ние сме посвети, помалку грешни, далеку подобри и затоа ми е испод чест да одам кај тој. И јас ќе му зборувам него, па јас излегов од таа кал, видиме мене каде сум, за него нема шанси, јас сум подобар. Никој од нас не е подобар од другиот. Никој од нас не е подобар од некој друг, затоа што сета наша праведност, вика Библијата, е како валкана облека во Божите очи. Значи, зошто се чувствуваме дека кај некој не треба да одиме? Јас мислам дека првиот факт, освен стравот, ајде стравот може за првиот момент да биде, ќе биде дека се чувствуваме ние сме подобри од нив. Далеку по-супериорни сме, далеку сме по-паметни, далеку сме по-свети, и јас со такви не се мешам. Има една статистика, не знам колку е точна, јас не сум ја проверил. Ама таа статистика велеше дека откако човек ќе се обрати после 2 години од обраќањето нема ни еден неверен пријател. Не знам колку е тоа вистина. Ама знаете што значи тоа? Тоа значи дека како се спасуваме, на почетокот сакаме да посведочиме на тие што се блиски, да им посведочиме на тие околу нас и во еден момент викаме, епа, доста ни беше од грешниците, сега сум со светците и не мрдам од таму. Тоа е вистина. Тоа е реалност. Размислете на кругот луѓе и со колку луѓе надвор од црквата зборувавте минатата недела. И со колку луѓе всушност поделивте што има во вас. Ова не е за напад против некој, ова е за сите нас да седнеме, да го размислиме, да знаеме зошто. Ние имаме реакција кон луѓето што се поинаки од нас. Секој пат имаме таква реакција. Вака или онака, без разлика зошто се вакви или онакви. Последниот, јас имам случај, се извинувам, мора да го кажам. Бев на една конференција и требаше да возам од едно место до друго место, бидејќи јас имав рента картија нема, требаше да возам луѓе кои беа од Африка. Јас немам проблем никаков со црни луѓе и африканци. Јас се обратив во известна смисла преку служење на нигериец во Македонија.
така да мене не ми значеше дека се црни или бели или жолти или зелени, апсолутно. Проблемот беше што тие не знаат што е тоа време. Не разбираат што е саат. Извинете, вака, можда некој ќе мисли дека зборувам шовинистички, ама се договараме дека во 10:15 ќе излеземе да стасаме на богослужба во црква таму во градот каде што бевме. Во 10:15 тој ми мафта од хотелската тераса да ми каже ќе одам на појадок. Знаејќи ме дека саатот ми е на рака цело време, освен кога спијам, за мене беше голема мака. И потоа, 5 месеци подоцна, повторно бевме заедно на исто место, јас му кажав на еден координатор, таму реков, те молам, само немој да ме замолиш да им помогнам за тие работи. Почна се смее заради времето. Едноставно не можам. А би требало да можам да го направам тоа. Ама интересно е дека Бог не повикува и нам исто како Јона, да одиме и да им служиме на најмалите, на најлошите, на отфрлените, на тие што никој не е отишол кај него да им каже нешто. Дали ќе се сами, дали ќе се во друштво, наше е да отидеме и да го кажеме. Бог може би не повикува некој. Знаеме, кај нас во црквата има служење едно таму, нели што го води една сестра. Кај стари, кај пензионери, кај млади, кај постари, кај затворени, кај деца, кај било кој да биде. Ама ако Господ не повикува таму, ќе отидеме таму. За жал, спремни сме често да платиме цената, без разлика колку кошта, колку ќе ни побараат за карта, да платиме и да кажеме не одам. Тоа е емотивна реакција и сите можеме да се погледнеме и да кажеме криви сме за тоа, ни се има случајно еднаш, два пати, некој пати. Ама, Јона имаше и теолошка причина. Знаете, се што правиме во животот е сврзано или втемелено во она што го веруваме. Во нашите убедувања, во нашиот светоглед, ако сакате, или како тој збор е малку чуден, ама светоглед. Оние леки наочарите преку кои го гледаме целиот свет и се што има околу нас. Теологијата на Јона беше грешна. Зошто? Ај прочитате го овој стих уште еднаш. Вика, Јона, најде кораб што плови за Тарсис, од кога плати во зарината, влезе во него за да избега со него во Тарсис од лицето Господово. Јона е Божи пророк. И Божиот пророк вика, јас можам да избегам од Божиото лице. Јас, Божи пророк, можам да избегам од мојот Бог. Неќе да е така. Ај погледнете се себе си, ајде јас да се погледам. Сме имали можности кога сме викале, јас, Господи, што те знам, што те сакам, што си ми спасител, што Христос умрал за мене, можам да избегам од лицето Твое и да направам нешто што не треба. Ај размислете за тоа, малце. Ни се случува? Море, ни се случува уште како? Би се верували. Реши да побегне од лицето вика Господово. Е сега, знаете што е многу интересно овде? Давид, како псалмист, живееше пред Јона. Псалмите постоje. Давид пишува вака, Псалм 139, 7 до 10. Каде да одам од Твојот дух и каде да побегнам од Твоето лице? Ако се вознесам на небото, таму си. Ако легнам во подземјето, и таму си. Ако ги земам крилата на зората и се насалам на крајот на морето, и таму Твојата рака ќе ме води, Твојата десница ќе ме држи. Псалмистот вика, каде да одам од лицето Твое, каде да побегнам? Јона вика во Тарсис. Јона дава одговор на реторичко прашање. И дава погрешен одговор. Ке заминам, ке одам во Тарс. Зошто? Оти таму го нема Бог. Тоа е заклучокот. Како иначе? Ако беше Бог и таму, ако веруваш дека Бог е и таму, ке знаеш дека тој Бог пак ќе фати за уши и ќе го врати назад. Века, ако побегнам, таму ќе го нема. Има место кај нас во животот кај што мислиме дека Бог не е таму? Дека може да побегнеме од него, да се скриеме и да не се појавиме? Не знам, ама не е убаво. Јона ја имаше, условно речено Библијата, го имаше Божиото Слово, барем она Слово што го имаше тој во тоа време, и сепак реши да го верува она што сака да го верува. Дека може да побегне од Бог, од Божиото присуство, од Божијата вистина. Плати и беше спремен да бега за Тарсис, оти веруваше во една лоша теологија. Оти јас можам да верувам во Бог и да живеам како што сакам. Тоа е.
во основата на ова што се случува тука. Вие може да прочитате текст од Светото Писмо, да му го кажете на човек и ги рече супер, така е пишува во Библијата, ама не е тоа за мене. Или ова не можам да го применам денес, или не се применува за сега. Ке најде начин да каже ова не е за мене. Најдобар пример за тоа вие ќе кажат луѓето, нели, Библијата вика нема друго име дадено под небото преку кое човек може да се спаси освен името Исус. И тој ти вика да, ама тоа е твое мислење. Знам дека е така. Знам дека така пише во Библијата, ама јас сметам дека има и други начини. И кажеш, теологијата ти е погрешна. Види како Бог ни се открил во Библијата, види што кажал, и ти кажеш да, ама сметам добро. Поинаку дека може да биде. Некој пати ќе бидеме политички коректни. Ќе кажеме, се согласувам со тебе, имаш право да мислиш како сакаш. Во право си. Може, ајде, ако така сметаш, нека ти биде. Нели главно веруваме сите во Бог. Да, ама не веруваме во исти Бог. Да, ама не веруваме на исти начин. А ако веруваме на погрешен начин, не е важно дали е ист начин од јазите што го има. Ако е погрешен, не е во ред. Не е во ред. И затоа сме спремни како Јона да ја платиме цената, да одиме на кај Тарс, наместо да дојдеме и да го поделиме Христос со светот што е околу нас и на кој му треба да ја чуе вистината. Сега, јас разбирам зошто, например, некој атеист би му било незгодно кога зборуваме за Бог и сведочиме. Јас разбирам дека ако ние со муслиман разговараме и сакаме да му ги срушиме основите на неговото верување и кажуваме дека Христос е единствениот пат за спасение, дека нема друг, дека тој е Синот Божи и така натака, знам дека нема да име право. Тоа ми е мене се јасно. Разбирам дека ако зборувате со овие, ги има и кај нас се повеќе со источни религии што се занимаваат. И сите ќе ви кажат има многу патишта со кои може да дојдете до спасение до еден ден. Иако, тоа е интересно, спасението го дефинираме различно, патот го дефинираме различно, начинот на кој стигнуваме е различен, ама викаме сепак ќе стигнеме на исто место. Баш така? Не. Ама ќе сватам ако се побунат и кажат нешто против оно што го зборувам. Ама, кога ти и јас како христијани сме спремни да кажеме не е важно во што веруваш, важно е дека ќе стигнеш кај Бог, важно е дека веруваш во Бог. Тоа го правим исто дека како Јона. Бегаме од Бог. Зошто? Заради, не знам, политичка коректност, може би ќе биде, заради тоа што не ќе да се замериме со некој. Како да му кажам на мојот близок, другар или пријател, грешиш. Мора да му кажем. Затоа што ако не му кажеме, го осудуваме самите негде кај што не треба. Значи, Јона не сакаше да оди во Ниневија од две причини. Едната беше емоцивна, другата беше теолошка. Јона реши да побегне. Емоциите ќе ги разберам. Ама теологијата што му беше погрешна, се нарекуваше Божи пророк, тоа ми е многу потешко да го разберам. И за нас денеска многу ми е полесно ми е да разберам кога некој ќе каже не му посведочив на тој затоа што ми беше страв како ќе реагира, отколку му посведочи дека сме исти без разлика што веруваме. Овој вториот дел е веќе стварно проблематичен. Оти плаќаме нешто, плаќаме карта, за да не отидеме таму кај што треба да бидеме. Ај сега да видиме која беше реалната цена што ја плати Јона за патувањето. Парите што ги даде за бродот нема проблем. Тоа ги плати, веќе не му се врати. Ама имаше плюс трошок, што во првиот момент не беше видлив, и тоа е трошок што ти и јас ќе го платиме, иако е невидлив, ако не го исполниме она што Господ или Бог го бара од нас. Бидејќи, штом се качи на бродот, почнаа проблемите. Која е цената која треба да ја платиме ако не ја извршиме мисијата или службата што Бог ни ја дал? Некој од вас ја читале сигурно на книгата Молитвата на Јавес. Една многу интересна книгичка, таа многу убава, знаете, се однесува на онаа молитва што вика, нели, ќе те умножам и преумножам и ќе те благословам и така натаму. И Јавес вика, ако ти не си со мене, нели, нема тоа да се случи, ако си со мене, ќе се случи ова или она. Истиот автор има една книга напишана Следи го својот сон, или Твојот голем сон, некој така беше име на книгата. Сонувај. Се обидам да преведам најточно на македонски, затоа се вртам на англиски, нема кај нас.
И точно тоа се однесува на ова. Која е цената ако ние вршиме мисијата или сонот што Бог ни го дал во нас? Бог те повикал да направиш нешто. Бог ти дал дарови, таленти, ти дал 1 милион работи, што ги дава на секој негово Божје чедо. Некој со раѓање, некој преку неговиот Свети Дух после, од која ќе те новороди и ти вика, ево што сум ти дал. И сите ние имаме некој сон, некоја мисија што треба да завршиме. И Бог ни ја дал, ни ја ставил во срцето и ни рекол сега, ајде тргни, изврши. И ние знаеме да си најдеме изговори зошто да не го направиме тоа. Да видиме кои се тие скриени трошоци. Какви се тие трошоци ако не го исполниме Божиот повик, оди и направи го тоа. Колку ќе ни биде таа ефтина карта, пак ако смеам да ја кажам, ако не го исполниме нашето и да им кажеме на луѓето за Христос. Овие се реални прашања, реални ствари кои мора да си ги поставиме едни со други. И сакам да ги погледнеме тие скриени трошоци кои се. И првиот скриен трошок е опасноста да го изгубиме пловилото во кое се наоѓаме. Ако Јона не признаеше дека е он виновникот на бродот, бродот ќе потонеше. Не ќе да правам метафори, не сум многу добар за правење метафори и такви ствари, ама реалноста беше дека ако Јона не си признаеше дека тргна наопаку, ќе отидеше бродот, ќе отидеа морнарите, не отидеа невини луѓе дека беа безгрешни, далеко од тоа, нели? Ама ќе пропаднеа и ќе умреа заради туѓ греф. Како пијан човек кој ќе прегази човек на пешачки преград. Не велиме дека е прегазениот бил безгрешен, ама велиме да не беше овој пијан, он немаше да умре. Јона беше во една таква ситуација. Ги загрози сите луѓе на бродот и себе си. Тука. Ако не си исполниме мисијата за која Господ не повикал и не рекол оди и направи го тоа, бродот, са метафора мора да користам, црквата во која сме ќе пропадне. Ќе пропадне. Ние не сме во црквата за да седнеме и да не излеземе од тоа. Ние сме во црквата за да се научиме да излеземе и да доведеме други внатре. Тоа е нашата улога. Памтам кога во Јоханесбург бев во една црква, пасторот имаше прекрасна проповед, црквата не беше преголема за нивни поеми, околу 500 луѓе беше повеќе или помалку. И она што ме фрапираше, имам слика, ја побарав дома, не успеав да ја најдам, оти во тоа време сликавме заедно на слайдфилм, не на дигитално, па не ми е во компјутер, те беше да најдам слайдчето, да го видам. Ама кога заврши со проповедта, која рече амин, кога тргнавме да излегуваме од црквата, на секој излез од трите излези што беа од црквата, имаше одгоре еден огромен надпис. Требаше да си слеп да не го видиш, на кој пишуваше предупредување. Влегуваш во твоето мисиско поле. Поентата беше дека ти излегуваш од црквата да влезеш во твоето поле каде што ќе им кажеш на другите за тоа што си го научил внатре. А не влегуваш во црквата за ти да се нахраниш, туку влегуваш да ги наполниш батериите, за кога ќе излезеш надвор да завршиш она работа што Господ ти ја дал. Тоа ми остана во главата. Можда треба и кај нас да го ставиме, па да се потсетуваме од време на време зошто сме всушност во црква. Зошто доаѓаме тука. Ако не си ја завршиме работата, бродот ќе потоне. Одиме на погрешна насока. Ако нашите пари, нашето време, нашата љубов, нашата енергија е само за себе си, за ние да се одржуваме, за ние да си го исполниме своето што го сакаме, а не она што Бог ни го наложил, или нас ќе не фрлат од бродот, или цел брод ќе потоне. Нема друго чаре. Цената која ќе мора да ја платиме, ако не вршиме мисија, да го изгубиме пловилото во кое се наоѓаме. Затоа што центарот, основата на христијанското служење, основата на Христовото срце е мисија. Служење. Служење е на личност. Нека ми извинат сите што ево и ние ставаме онлайн проповеди и така натаму. Ама служењето онлайн и служењето на личност не е иста работа. Главниот проблем на онлайн служењето е кој е мојот ближен. Ама јас имам 500 следбеници, 20.000 следбеници. Не знам колку. Не е ни важно. Кој од нив ти е ближен? Кој го љубиш како самиот себе си? Не ги ни познаваш. Денеска еден мој пријател ми испрати порака сега, моментално се на одмор и ми се јави да каже, во Тунис се на одмор, цела фамилија, Словакија.
И што туку ми напиша едно кратко мејлче пред богослужбата тука, молете се, вика Алисија, керката што им беше малечка, вика имаше страшни болки во стомакот вчера и однесовме во болница, може би е слепо црево, не знае. Се наоѓаат на одмор, во Тунис, од сите места. И ќе се молам, и се молим. Ја барам Господа, Боже, помогни, кога ти го знам него, знам жена му, знам детето, и знам луѓето. Ама, ако ние не го исполниме тоа што Бог го бара од нас, ако ние не сме војни да потрошиме дел од себе си, времето, парите, љубовта, заедништвото што сакаме за да донесеме други, ќе има цена што ќе се плати. Цената ќе биде празни купи, ќе потоне, клучна врата. Ние мислевме таква нешто не се случува во Македонија, ама ево сега слушам дека има цркви во Македонија кои се заклучени и за кои се размислува дали да ги продаат и готово. А зашто? Ние нема да потонеме. Не дај Боже. Ама поентата е, тоа е скриен трошок ако не се заврши тоа. Колку не кошта картата да не го направиме тоа што го бара Господ од нас? Може да не кошта губење на се она што ни е драго. Како беше она Исус што го вика, кој сака да ја зачува душата своја, ќе ја загуби. И обратно. Тоа е она за кој овде зборува. Друг скриен трошок е губење на радоста. Знаеш што треба да правиш, не го правиш од милион причини, од милион, ама вака ми е, онака ми е, јас, видете, причини имаме секој пат за се. Ниједен од нас не направил некоја глупост без да има причина за тоа. Или барем да нема оправдање. Ајде, така да кажем. Морав, ми се случи, послушав друг, послушав трет, направив нешто. Не е ни битно. Битно е дека секој пат ќе си најдеме оправдување и првата и она втора цена што сакам да кажеме, губиме радост. И тоа е длабока духовна вистина. Никогаш не сме посреќни отколку тогаш кога го слушаме Бог и живееме по неговата волја. Факт. Секој пат што ќе избегаме од неа, ќе тргнат работите на лошо. Кога сме во Божјата волја и работите се лоши, викаме Господи, ти си ме ставил тука, знам дека ова мое место, колку и да е лошо, ќе излезем. Сакате пример друг на бродот? Апостолот Павле. Кога патуваше на Кемлет, ви текнува. Беше на бродот, сите се плашат дека ќе потонат, иста ситуација, два брода, фрлаат, нели? Го фрлија, вика и јалатот за одржување на бродот, фрлија се што беше на брод, се што имаше, остана само бродот како школка, луѓето на него, Павле вика, седнете бе луѓе, дајте да каснеме, да јадеме, Господ ми каже, никој нема да погине. Павле беше таму кај што треба да биде, бурата беше иста бура, ќе гинеа и во двата случаи, кај Јона и кај апостолот Павле, ама Павле знаеше дека е таму кај што треба да биде и вика, Господи, што и дај во Твоја волја. Јона знаеше дека таму каде што е, не е кај што треба да биде и затоа беше целиот распамен. На крајот вика, фрлете ме, што сака нека биде. Ќе изгубиме радоста. Знаете кои се најтажните луѓе што сум ги сретнал во животот? Не оние што немале. Оние што знаеле дека Господ побарал да направат нешто од нив, а не го направиле тоа. Можам, нема да спомнам по име и презиме, ама знам луѓе кои знаеа дека Господ ги повикува во служење. Знам луѓе кои беа повикани од Господа, Господ им дал толку многу дарови и не го направија тоа и беа мизерни и бедни. И се мизерни и бедни се уште. Некој ден. Зошто? Затоа што изгубија радоста што ја дава службата на Господа. Господ им рекол, оди направи го тоа, он рекле, фала многу, ќе платам, ќе отидам на друго место. Со што ќе платиш? Ќе платам со губење на радоста. Ќе платам со тоа што ќе сум мизерен до крајот на животот, ама ќе се исполнам својата волја. Тоа е скриена цена која ја плаќаме. Сакале или не ќе. Јона сакаше да побегне од Ниневија, и вика, луѓето таму сигурно нема да ме сакаат. Супер. И што најде кога беше на бродот? Луѓе кои пцуеа, кои се распаметија, кои бараа да најдат кој е крив и кога го најдеа кој е крив го фрлија. Не му направија по кефот, условно речено. Го отфрлија. Господи вика, не го зимај за зло, во ред. Ама чим знаеме дека тој е крив, може ние него ќе го жртвуваме па ти простиме. Тоа беше реалноста. Ама он радост немаше. Колку цената? Колку кошта да не се врши мисија? Колку кошта да се изгуби радоста? Има уште еден лош трошок. Скриен трошок. Социјалната човечката болест околу нас. Знаете,
некој направил статистика. Една година човек во затвор просечно чини државата како 4 години школување. Една година во затвор, 4 години школување. Јас имав прилика да сретнам еден човек, 2 пати го сретнав во животот, не сега ги во 2 различни ситуации, 2 пати тој беше во затвор, јас бев слободен. Меѓу двата случаи имаше 10 години поминато и човекот ми кажа дека осуден 15 години за убиство. 15 години некој го чува во затвор. Да, не му е лесно. Далеко од тоа дека му е лесно. Ама 15 луѓе може да дипломираат медицина за тие пари. Ај вака почнете да ги споредувате. А знаете како ќе се смени социјалната и човечката болест околу нас? Само преку Евангелието. Само и исклучиво преку проповедање на Евангелието. Не преку делење хуманитарна помош, не преку правење социјална работа само преку проповедање на Евангелието. Погледнете се себе си, ќе се погледнам и јас и знам дека тоа е вистина. Дали ние како црква на Господ Исус направивме се што треба да ги запреме луѓето да не отидат по тој пат? Ако имаме шанса да го направиме тоа. Една од најголемите поплаки против Господ Исус Христос и еден од најголемите комплименти за него беше тој се дружи со грешници, со кратци, со разбойници. Луѓето викаа дека тоа е уствари осуда на Христос. А всушност Исус викаше, да, фала ви на комплиментот, точно тоа го право. Оти ним им треба да ги вратам на правиот пат. Кога нас ке не наречат пријатели на грешниците, тогаш ќе вршиме Божјата волја. Некој ќе не наречат грешници. Не ви рекол да грешите. Апостол Павле вика да не испадне работава сега, нели знаете, колку повеќе грешам, толку поголема милост ќе покаже Бог пред мене, толку побава сведоштво што ќе имам да им кажам на други. Не. Не е тоа поента. Ама поентата е дека нашата цел, ако сакаме да го смениме општеството во кое живееме, луѓето со кои се дружиме, единствен начин ако им го дадеме Евангелието. Друг начин нема. Нема друг начин, затоа што ќе биде многу тешко поинаку. Овде. Кога се најде Јона помеѓу сите тие таму луѓе што беа спремни да го фрлат, кои всушност не знаеа што се случува и кога го праша, добро, кој си ти, зошто си тука? Се уплашија вика од Господа. Се уплашија од Бог. Почна да му се мола да викат, Господи, те молиме, прости ни за тие ствари што сме ги направиле. Прости ни, ајде ќе го фрлиме и ќе го решиме. Луѓето околу нас знаат што треба да прават христијаните. Зошто? Затоа што сатаната ќе им каже да покаже колку сме лоши. Јас разговарав едно време со Оџа еден, тука во Скопје, и Оџата ми кажуваше, вика, христијаните не живеат како што треба да живеат. И го прашав, ај кажи ми како треба да живеат христијаните. И знаете што ми кажа? Се оно што ќе го прочитаме во Библијата како треба да живее христијан. Буквално. А вика не живеат така. Имам пред многу години купив една плоча, ја видов сега острим. Знаете што е плоча? Младите генерации не знаат што е плоча. Се става на грамофон, па се пушта игла на неја, па се слуша музика. Не го знаете. Ама има еден стар музичар беше од тоа време, еден Гари Пакстон и така некој се викаше. И тој прв пееше една песна, викаше, ако те осудат за тоа што си христијанин, ќе најдат ли доволно докази да те осудат? Ако не судат за тоа дека сме христијани, ќе најдат ли доволно докази да го докажат тоа? Знаете зошто? Оти цената која ќе ја платиме, ако не е тоа, е цена која се плаќа цела вечност. Луѓе ќе отидат во вечна пропаст, оти не сме им го кажале Евангелието. Ова е трошок што продолжува од сега, па за цела вечност. Кредит кој не престануваш да го плаќаш. Не додека си жив, за цела вечност. Луѓе кои никогаш нема да го чујат Евангелието денес, се осудени за цела вечност да бидат надвор од Божјото присуство. Ти и јас имаме одговорност да го решиме тоа. Ти и јас имаме одговорност да им кажеме. Бог може да им каже на ангели да го проповедат Словото, ама рекол ти и јас ќе го проповедам. Во време, во невреме, вика апостол Павле, некој пати ни е лесно и убаво, ни оди муабетот, пиеме кафе, супер, ние некој пати се смеат,
се подигруваат со нас. Така е, ама мора да го направиме. Оти алтернативата е тоа што го направи Јона. Да сме спремни да платиме, да не ја завршиме работата што ни е доверена. Да сме спремни да не извршиме службата што ни е дал Бог, да сме спремни да изгубиме радоста, да сме спремни да платиме голема социјална цена за тоа што се случува околу нас, да сме спремни дека цената што ќе ја плаќаме ќе оди цела вечност. Размислете за ова следниот пат кога Господ, или односно, ајде така да кажем, кога и Божиот збор дојде до, стави си го твоето име, и рече, оди и направи тоа и тоа. Во тој момент ќе одлучите што ќе правите. Ќе платите ефтина карта и сите скриени трошоци, или ќе стегнеме заби, ќе платиме колку што кошта и ќе го направиме тоа што Христос и Бог бараат од нас. Затоа тие двете алтернативи се. Амин. Хајде, ќе се молиме, па потоа ќе пееме уште една песна и ќе завршиме со другите работи. Господи, фала Ти што не подсетуваш дека има многу работи кои не ги гледаме, ама има многу работи кои ги знаеме и кои ги правиме свесно. Боже, фала Ти што не подсети денеска дека секоја ефтина работа си носи со себе скриени трошоци. Фала Ти, Господи, за тоа што нема ефтина милост, дека не постои ефтина благодат, дека Ти ништо не си направил кое беше ефтино, тука дека се што направи Ти беше многу скапо, многу скапоцено и всушност те кошташе Тебе. Ти го даде Твојот живот за нас. Боже, јас Те молам да ја сватиме цената која беше платена. Да не се обидуваме да најдеме поевтина карта, да не се обидуваме да најдеме поевтин начин да го исполниме она што Ти го бараш од нас. И Господи, кога ќе треба да го направиме тоа што Ти го бараш, знаеме дека ќе ни дадеш силата, ќе ни дадеш мудроста, ќе ни дадеш моќта, ќе ни го дадеш Твојот дух, преку кој ќе можеме да завршиме се што Ти бараш. Фала Ти за Јона што се поправи. Те молам, Господи, секој од нас тука што ќе се најдеме сега криви за ова, да се поправиме, да се вратиме назад, да го послушаме Твојот збор и од послушност понатаму да продолжиме да Те славиме, да Те следиме и да исполнуваме Твојата воља. Благослови не и Ти биде оној кој ќе не чуваш и ќе не дадеш силата да го извршиме сето она што Ти си го дал пред нас. Во името Твое Те молиме и Ти благодариме. Амин.